Ке се менува концептот на државната матура, новитетот ќе биде полагањето на стручна матура. Ова би значило дека средношколците своето високо образование ќе може да го продолжат само на факултетите. Во делот за кој им бил матурскиот испит, тоа се предвидува со измените во Законот за средно образование. Министерката Весна Јаневска вели дека ова е и повеќе од логично, бидејќи учениците во стручните училишта многу поголем дел од образованието учат стручни предмети, за разлика од оние во гимназиите. Државната матура ќе се менува во правец училишна матура, пазар на труд, стручна државна матура, продолжување на во високообразовни установи, но во соодветното поле, подрачје, област. Што значи машинско на машински факултет, нели? Електро на електрофакултет. Ако сакаат на друг, например на економски, ќе мора државна да полагаат. Измените предвидуваат и поголема инклузивност и достапност на сите до средното образование, кое според закон секако е задолжително. Јаневска порача дека конечно се прават детални промени во овој закон, бидејќи досега со години се носеле само козметички измени. Ки има бесплатно учење на оние деца кои се наоѓаат во поправно и казнено поправните домови, ки има бесплатно учење за децата кои се од особено рамливи категории, ќе воведеме она што немало до сега, а треба да има, поголема инклузивност, образовни асистенти во средното образование, награди за талентираните ученици, кои исто така досега го немало. Предлог законот требаше да биде на дневен ред на комисиска расправа во собранието, но сепак ќе се почека во овој дел, бидејќи владата реши да го повлече на доработување.